основачот на фикхот. Ова е битно, основачот на фикхот. Кој е основачот на фикхот? Аллах, пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, учењаците. Кој е? Кој е? Аллах, пратеникот или учењаците? Од овие три одберите ви. Да видиме колку сте учени сега, колку стекнавте од фикхот. Сега мислите се од терминологијата до овде. Некој велет кој? Овој накрајот иде одма. Некој велет Аллах, субхана таала, е основачот на фикхот. Ова зависи од погледите на учењаците, кои како го гледат фикхот. И немаат недоразбирање овде. Некој велет Аллах, субхана таала, некој велет пратеникот, саллаллаху алейхи ве селем, некој велет имамите, муџтехидите. Добро, тие што веле дека Аллах субхана таала, тие го гледаат дека Куранот е првиот вистински извор на фикхот, затоа велет основачот на фикхот е Аллах субхана таала. Добро. Тие што велет пратеникот саллаллаху алейхи ве селем е основачот на фикхот, тие гледаат дека пратеникот саллаллаху алейхи ве селем е прв што постапил по тие правила на фикхот. Значи тој прво работел по тие правила на фикхот и веле дека пратеникот саллаллаху алейхи ве селем е основачот на фикхот. Оние што велат имамите, зашто? Добро, кажавме сега Аллах, кажавме зашто. Учењаците велат некој Аллах. Кажавме зашто некој велат пратеникот. Зашто учењаците? Од каде ова се основачите на фикхот учењаците? Значи тие гледаат дека учењаците се први тие што постапиле на ваков начин на пишење на книгите на фикх. Значи тоа не се познавало порано вака. Некој да пише овој предмет фикх, овој предмет хадис, овој предмет. Значи учењаците први се учењаците што ги делеле на ваков начин. Значи секој предмет да се учи посебно. Порано се вклучуваше сите во хадисите тука влегве сите. Акидето влегвеше тука, фикхот влегвеше тука. Ама тие имаје голем степен на сваќање, некако нас. На све да ни се качи, пак не разбираме. На крај ако се прашаме, пак не знаеме. Пратеникот се малу зборуваше, тие многу сватае. Ние многу збориме, вие помалу сватите. Што помалу? Значи ова е разликата меѓу нас и тие. Пратеникот со 2 збора, тие, например, делата се рачунат према нието. Толку зборуваше пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, тама? Сега, овој хадис ти можеш да правиш дерсови, само со овие 2 збора. Ама асхабите, со тие 2 збора, тие во глава праве дерсови, мисле повеќе, подлабоко влегве со мислењето. Јасно? Ова е основачот на фикхот. Значи, ако гледаме, немаат недоразбирање, затоа што вистина сите цело ова знаење, базата му е кај Аллах субхана таала, Куранот и сунетот на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем. Само зависи од погледите што го погледаат учењаците. Некои го гледаат по пишење на овие книги, тие велат учењаците. Некои гледаат по праксата, пратеникот саллаллаху алейхи ве селем е прво. Некои велат изворот е Куранот, Аллах е основачот на фикхот и нема недоразбирање во овие месели.